А со мене во студиото е претседателката на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, Гордана Бешлиовска. Со неа, добар ден, добре дојдовте. Ќе поразговараме околу тоа за целава оваа тешка ситуација во која што сите се наоѓаме, оваа колективна тага што практично сите не потресе од овој немил настан, од катастрофалниот пожар кој што однесе 59 млади животи. Но на првата линија секогаш е медицинскиот персонал кој што беше на висина на својата задача и кој што и од хуман аспект и од професионален аспект веднаш се пријавија и дојдоа да помогнат и за повредените и за нивните семејства. Сега сигурно сте во една навистина тешка задача кога се работи за спасување на животи, за да се излезе до крај од професионален аспект, да им се помогне и на семејствата и на повредените. Така е, мислам, нема зборови со кои што нели може да се опише сето ова, не постои таков моќен збор. Униформата и професионалноста наша секогаш мора да биде на таков начин да бидеме соземени да можеме во вакви ситуации, значи секогаш да пристапиме. Сепак сме и ние здравствените работници и медицинските сестри само луѓе. И ние сме родители и сето ова кое што ни се случува, како што кажавте, како колективна тага и како колективна загуба е загуба на целокупната наша нација. Ова е нешто кое што за жал ни се случувале вакви трагедии и колективни вакви несреќи наназад, паметиме периоди во кои што сме се соочувале со вакви стресови и сето на свој начин си ја носи посебноста на тешките моменти и на седмици со кое што се соочуваме. Јас во Унијата и во Сдруженијето сме исклучително, како да кажам, на сестринството горди затоа што својата хуманост, како што кажавте, и својата професионалност која што ја покажа на работните места, каде што беа искажа и со сето подршка која што во текот на вчорашниот ден преку Унијата, преку Сдруженијето на сестрите испорачаа до нашите колешки и колеги кои што беа на работните места и Унијата и Сдруженијето во соработка и со хуманитарната организација Свети Спас, која што ја предводи отец Оливер цел ден во текот на вчерашниот ден, а и од утрешните часови и денеска сме меѓу сестрите и меѓу персоналот кој што е во моментиве на работа на клиниките каде што се хоспитализирани овие деца и се трудиме да доставиме оброци, да доставиме, да ги рехидрираме, да помогнеме колку што можеме за да можат да истраат во сето ова и за да можат да пружат нега колку што треба, бидејќи се работи за тешки состојби, интензивни состојби, каде што ние како медицински лица, како здравствени работници многу убаво знаеме што се ова изискува и колку многу треба во сето ова да се дадеме и да дадеме напор. Сигурно е направена и реорганизација на дежурствата за да може да се постигне секаде. Ние апелиравме таа прераспредела во текот на вчерашниот ден до благодарност до сите медицински сестри, техничари, колеги кои што од цела Македонија се одзваа вчера во Унијата, во Сдруженијето и се ставија на услуга за се што е потребно да се направи. Овој момент е тој кој што го зборувавме и во контактите со главните сестри, одговорните, раководните сестри кои што ги раководе и екипираат тимовите во болниците каде што се хоспитализирани овие млади деца наши, пациенти, каде што меѓу другото кажавме дека е многу важно да останеме вака солидарни во овие моменти и во деновиве кои што следат, затоа што се работи за интензивни лекувања, каде што мора екипите да бидат во доволен број со човечки ресурси, каде што сестрите ќе мора нели на таа сменска работа и на дежурствата да се менуваат. За среќа во текот на вчерашниот ден заради одзивот многу голем на сите медицински сестри кои што не беа на работа и дојдоа и се појавија на работа, како и сите други здравствени работници кои што од хуман, емпатичен и професионален аспект дојдоа да помогнат во екипите, немавме недостаток на човечки ресурси и сетиот тој наплив бран и сета таа стресна, како да кажам, професионална ситуација во која што доаѓа во налети по повеќе повредени во болниците беа многу професионално прифатени и за тоа зборуваат сите овие организираности кои што вие ги пренесувате континуирано од вчера и во текот на денешниот ден, каде што гледате дека се е континуирано, синхронизирано, организирано од страна на медицинските екипи, на здравствените работници, на медицинските сестри, нема буквално никаков застој, никаде немаме проблем со потреба на човечки ресурси, секаде се огласија дури и возилата на брзата помош од сите здравствени домови, се стави на располагање, сите беа солидарни и хумани,
Така да сметам дека така ќе останеме и ќе истраеме во текот на овој период кој што ни следува, во кој што треба да се организираат и смените, да се организираат дежурствата, каде што мора екипите да бидат надополнети, каде што мора да бидеме комплетни, каде што треба да одговориме на компетенциите и работните задачи кои што изискуваат силен интензивен третман. Се работи за сериозни изгореници, се работи за вдишени огнени пламени, се работи за тешки состојби, се работи за состојби во тешки општи состојби каде што навистина негата во овој момент е се тоа на кое што треба да го сработат медицинските сестри по налог и интервенции на лекарските екипи, сериозни интервенции. Така да искрено треба да бидеме горди на нашето сестринство, на нашата професионалност и на се тоа на кое што медицинските сестри го понудија и се тоа на кое што верувате и во текот на денов од раните утрински часови сите они се ставени на располагање. Ние ќе настојуваме како Унија, како здружение со сите овие информации со Министерството за здравство да се координираме во дел на потребите на човечките ресурси, каде ни се и потребни за да се прераспределиме и за да медицинските сестри бидат со нашите колешки да можат све што е можно да направиме, она кое што остане и оние кои што ни се сега повредени, се што можеме да направиме да ги спасиме. Така, нашите молитви се секако за нивно здравје. Гордана, она е за среќа, еве сите пациенти 51 се во стабилна состојба. Навистина една добра информација во целата ова несреќа. И новиот момент е што веќе ќе има поголем притисок и поголем наплив на млади лица кои што биле во дискотеката, но во првичните моменти не се јавиле. Можеби поради страв, паника и така натаму, но одредени знаци здравствени им се појавуваат ден-два по несреќата. Ќе очекувате ли сигурно не само матичните лекари, туку и болниците повеќе пациенти, да ги кажеме повеќе граѓани кои што ќе побараат помош, имајќи во предвид дека и министерот апелираше до сите да се јават, нели, да се провери нивната здравствена состојба. Тој синдром на соборување сега и од овој стрес и целата оваа ситуација ќе недоспее и ќе недоста со сите, без разлика. Меѓутоа, за сите овие кои што нормално, како што кажа министерот, се отворени здравствените институции секаде, оваа екипираност која што се случува сега и овие отворени телефони за контакти и за барање на помош се многу важни во овој момент. Тоа е всушност начинот на кој што се комуницира и се достига до јавноста. Ние како Унија, како здружение во текот на вчерашниот ден контактиравме со главните сестри на сите овие болници каде што беа хоспитализирани младите пациенти, каде што не само што добивме, односно дававме поддршка за се она кој што они го работеа со пациентите, нашата поддршка доаѓа директно и за медицинскиот персонал кој што исто треба со сето ова нели нормално да се соочи, да го надмине како такво и да дадат правилни насоки, бидејќи нашата работа сега во овој момент е и здравственото воспитување кој што треба да допре до граѓаните и до јавноста. Затоа нашите апели се дека треба да се придржуваме кон сите овие централни изворни вакви информации, да не ставаме во ситуација некои нешта да ги насочуваме и советуваме онака како што нели не е во овој момент долично. Сето ова кое што го кажа министерот е сосема во ред на екипираност која што ја поздравуваме за да можат на сите овие централни пунктови кај што ќе се формираат овие екипи да побараат психолошка помош и сите оние кои што се роднини, пријатели за десени дел од целокупниот настан. Морам да истакнам со голема сериозност дека многу беше во текот на вчерашниот ден кај медицинскиот персонал во моментот таква една солидарност, една таква тимска работа, една таква, како да се изразам, сплотеност во целокупната работа, да просто, како да ви кажам, се надминувавме човечки, се надминуваа човечки во дадени ситуации, во дадени моменти каде што пред се прибраноста за контактите со семејствата, со јавноста, со вас новинарите, значи чинам дека покажавме едно достоинство, една човечност која што можеби и ќе ни биде потребна од тука понатака и многу повеќе за сите овие случаи. Сето тоа е многу важно и сето тоа е многу потребно. Понекогаш сета оваа
помош за која што зборуваме и начинот на кој што им пристапуваме на нештата се многу посилни од она кој што технички ќе треба да се стори да се направи. Убави се овие информации дека имаме стабилна состојба на пациентите. Ова екипираност и ова прераспределба и приемот на пациентите с концентрирањето на едно место во болниците во Скопје, сето тоа ни дава многу подобра можност да пристапиме кон така, во Штип и Кочани, колку што успеат да Секако, забележам, нема пациенти сега, многу е важно сето она сега што можеме да го спасиме во овој момент да го спасиме, сето она за кое што можеме да направиме добро да направиме, начините се овие. Ова е сосема во ред ваков начин на прераспределба и за пациентите е многу полесно да се прераспределува и персоналот за да може да се екипираме и да бидеме континуирано со сите овие пациенти, со сите овие наши деца, за да можеме се што можеме да учиниме, да направиме, да ги спасиме и да биде добро. Има ли на некоја клиника поголем притисок во однос и на згрижени пациенти, па еве и семејства кои што бараат информација повеќе за тоа каква е состојбата на нивните деца, дополнително она што и пред да се вклучиме директно на пресконференцијата од кризниот штаб од министерот, споменав дека на социјалните мрежи веќе се споделуваат информации, дали има некаде недостаток на одредени работи кои што се потребни во овој даден момент за целата ситуација. Да ви кажам, ние во текот на вчерашниот и денешниот ден, значи не добивме ниту една жалба од нашите сестри, никој не се пожали, не побара, него едноставно се што беше јавување беше што можеме да направиме и колку можеме се уште повеќе да направиме, без разлика дали имаме на некои клиники поголем број, во некои болници поголем број на збринати пациенти, еве ги слушнавме бројките дека на клинички центар имаме поголема бројка, во градската општа болница 8 септември, во старата градска болница вчера каде што ние со сестрите кои што се одзваа на повиците во Унијата, во Сдруженијето, ги поминавме сите овие болници, бевме со сите наши сестри, бевме уз нив колку што можевме и што можевме да помогнеме, да споделиме со нив, да слушнеме меѓусебно, професионално да ни кажат ни што се поминуваат и како поминуваат, да им понудиме помош од сите овие медицински сестри кои што се јавија. Знаете како, бевме исклучително горди во текот на вчерашниот ден дека докажавме дека во нашата професија нема реторики никакви, дека ние сме професионалци, се одзовуваа колегите од сите болници, од сите нивоа на јавниот здравствен систем, од сите националности. Мислам, едноставно една сплотеност која што и доликува на оваа професија како емпатична. Мора да истраеме вака. Ние апелиравме и вчера и во текот на денешниот ден апелирам до колегите, сите кои што се ставија на располагање, дека Унијата и Сдруженијето е отворено и на сите колешки, и сите медицински сестри и здравствени работници во болниците, им апелираме дека во секое време за се што им е потребно по однос на било каква потреба која што можеме ние да ја направиме, значи Унијата, Сдруженијето е отворено за сите. Ваквите тешки масовни несреќи можеби ќе не научат, за жал, нема такви моќни зборови кои што можат сето ова да го. И ние како професионалци кои што сме задолжени пред униформата и пред професионализмот, едноставно затајуваме човечки во селата ваква ситуација, меѓутоа професионално не. Работи човечкото, меѓутоа професионалното не. Многу вчера во очите на сите од персоналот можевме да видиме толкава и во текот на денешниот ден и во начинот на кој што комуницираме толкава тага. Морам да искажам, да ви кажам дека беше многу важно од утринските часови вчера рано, значи ни се огласија претседателите на европските асоциации на сестринствата од цела Европа, од регионот. Прв ни се обрати претседателот на Европската асоциација на сестрите со специјалистички студии, кои што се оноа кои што они умеат, можат и знаат како колеги ни го понудија како можности. Тоа се тие нашите колеги кои што се сега во болниците каде што се пренесени нашите деца таму каде што се лекуваат. Истото се случи со нашите колеги од соседна Србија, од регионот, од Босна, од каде не, значи стигаше поддршката од сите страни и сите они на нас ни понудија помош. И сите они се сега во болниците таму со нашите. Так. Уште неколку податоци од пресконференцијата дека најтешко повредените се транспортираат во повеќе држави во соседството. Уште еднаш да споменеме дека хеликоптери од Хрватска и Романија се очекува да пристигнат денеска за да пренесат пациенти во европските земји, а денеска треба да пристигнат и медицински лица од Чешка, Австрија и Израел. Се работи за стручни лица кои што имаат навистина искуство во
вакви случаи. Ја споменавме солидарноста и на вашите колеги од регионот, од соседството, мислам секаде помош навистина понудија голем број на земји, за што сме им навистина благодарни, затоа што даваат една голема можност и професионална поддршка за најтешко повредените пациенти, за кои што во моментов навистина се молиме нивното здравје да биде подобро и да бидат спасени од оваа страотна трагедија. Така е, значи искрено сум благодарна во име на сестринството и на благодарност од страна на министерот за се она кое што го на некој начин го кажа за активноста на здравствените работници. Ние сите овие наши колеги кои што сега се со нашите пациенти во ширум земјиве каде што се секаде транспортирани, ги очекувавме во сабота на првата конференција за Југоисточна Европа, за која што требаше да бидеме домаќини како медицински сестри, каде што ќе зборувавме за нашите професионалности, за нашите специјалности, за нашата автономија на работните места, за се она кое што како здравствени работници не засега се за доброто на пациентите, таа ќе се одржи, меѓутоа сега заради деновите на жалост и така понатака и заради состојбата во која што се наоѓаме, комуникацијата се префрли на ваков начин со нашите колеги во регионот и ние исклучително сме им за се благодарни. Во текот на вчерашниот ден добивме во Унијата во Сдруженијето поддршка од главната сестра на Клиничкиот центар во Србија, на првата главна медицинска сестра од Клиничкиот центар од Србија, која што безрезервно ни понуди се што е можно и што е потребно да ни помогнат, исто и колегите од Клиничкиот центар во Белоград кои што беа на контакт со нас, да не зборувам за колегите од ВМА кои што секогаш биле, со нас и од секогаш биле. Истото можам да го повторам и за нашите асоциации со кои што комуницираме од Бугарија, од Хрватска, од Словенија, од Босна и Херцеговина. Значи во текот на целиот ден бевме преплавени, дури со нивни тие се понудеа и да дојдат ако треба и да помогнат, меѓутоа на ваков начин со нашите пациенти сега во болниците сето тоа нешто ќе го направат. Исклучително сме благодарни на се, меѓутоа добро ќе беше сето ова да биде да не задесеше, меѓутоа ова огромна трагедија, ова страшна, како што кажавте, колективна трагедија која што не задеси да не се случи повеќе никогаш и да не се повтори никому и никогаш. Така, само да споменам дека 5 мина повредени во пожарот од Кочани се хоспитализирани во болница во Солун и 2 се веќе оперирани, 17 повредени се примени во ургентниот центар во Белград и 3 се на воениот клинички центар, воената болница. Инаку и Турција веќе испрати 2 медицински авиони за евакуација, а се очекува денеска да стигне помош и од неколку други земји. Меѓу другото, само да споменам дека голем број на граѓани што живеат во Србија, во Бугарија, во Грција, Турција нудат бесплатно сместување за семејствата на настраданите во пожарот во Кочани, кои се хоспитализирани надвор од земјава. Пред крајот на нашиот разговор за окружување, вие практично спомена министерот претходно дека ќе се направат посебни тимови за психолошка поддршка, која што во овој момент е навистина потребна и на семејствата на жртвите, но и на семејствата на повредените и на повредените лица, и на сите оние роднини и пријатели кои што навистина сигурно чувствуваат голема тага, болка и за загубата и за целава оваа ситуација која што ни се случи, практично овој катастрофален пожар. Меѓу другото, навистина е еден голем тежок настан за кој што навистина ќе треба време и голема психолошка поддршка. Во случајов не сте само медицински персонал кој што директно ќе даде помош на пациентите, туку практично сте и своевидни психолози на самото место, бидејќи работите директно со сите. Така е, тоа е една од нашите фундаментални цели како професија во која што значи треба да ја пружиме и таа поддршка. Апсолутно, знаете како, ние сите на различен начин имаме искуства во нашата професија. Јас, како медицинска сестра која што 33 години работи во здравствениот систем и сум дел од понаречната воена болница, сегашната градска општа болница 8 септември,
За жал сум имала прилика во мојата работа да се сретнам со вакви губитоци кои што биле од секој еден човечки живот е страшен губиток. Се сеќавам на почетоците во мојата служба кога Фокерот 100 ги преполни шок собите во тогашната воена болница каде што имавме од N1 до не знам N1 колку непознати примени пациенти. Да не зборувам за сите оние немили настани кои што следуваа со годините наназад кога губевме млади животи во несреќи и така понатака, кои што на некој начин не научија да знаеме како да тагуваме и никогаш не сакавме повторно нештото да се случи, меѓутоа за жал така не научени како да тагуваме дојдовме во вакви ситуации да имаме една ваква национална катастрофа, би кажала, во која што се изгубија толку млади животи, а се што е во моментот сега насочено и се што треба да направиме во овој момент е да ги одржиме на нозе и психолошка поддршка да дадеме на сите оние на кои што им е потребно заради губитоците, а најмногу за сите оние кои што се лекуваат во моментот да направиме се што можеме човечки, професионално, за да можеме да ги спасиме сите овие млади животи кои што во моментот не се лекуваат во болниците и тоа е нашата задача сега во овој момент. Сите екипираности треба да бидат во таков смер, целокупната поддршка треба да биде во таков смер, треба да направиме се што е можно и на ваков начин да помогнеме за нашите колеги солидарно во болниците, да им се понудиме и со ресурси и со се што е друго потребно да им помогнеме, меѓутоа апелите се апсолутно да се вложиме комплетно се и сите овие млади деца кои што ни се во болниците на лекување во овој момент, сите пациенти да направиме се да ги кренеме и да ги ставиме во еден нормален, да спасиме што можеме, да спасиме во овој момент во болниците да се екипираме и да бидеме сите заедно. Така да отворени сме и понатака за целокупна соработка, за се што треба и како што треба да направиме. Тагата, ваквите моменти не можат да се споделат, не постојат моќни зборови кои што можат да го искажат. Момент може би добра благодарност е да изразиме и за младите ваши колеги кои што во текот на вчерашниот ден веднаш излегоа со поддршка, нели, да ве поддржат и вас и целиот медицински персонал. Тие се студенти можеби во завршените години или во текот на студиите, но тоа е многу важно што оваа сплотено што ја споменавте во овие тешки и траурни моменти се многу важни за сите нас. Се сложувам. Меѓутоа се надевам дека ќе спасиме од ова што ни е дадена можност да спасуваме, да спасиме што е можно повеќе, да сите овие на некој начин кои што ни се хоспитализирани сега и во нашите болници, во странските болници, исклучителна благодарност, се надоврзуваме и ние како Сдружение на благодарностите на Министерството за здравство за се она кое што регионот, Европа, светот ни го понуди како поддршка во овој момент. Посакувам искрено побрзо заздравување, Господ да ни даде сила на сите да издржиме во сето ова, на нас за да можеме да помагаме на фамилиите и на сите овие кои што ги задесија ваквите губитоци, сила и трпение за да можеме понатака да продолжиме во животот. Токму така.